Dobar den, narode na Makedonija! Dobar den, Makedonijo! Demokrati se nalađat pred sobranije na Makedonija da protestirat protiv siromaštijata i moderno робство. Danas sme dovedeni da protestirаме protiv političkite funkcioneri i kriminalci koji 32 godini je uništува Македонија и го осиромашува народ од граѓаните. Ја уништија економијата од 1991, почнувајќи со некоја си национализација, поточно кажано приватизација. Ги искрадија фабриките, ги уништија, ги обезвреднија за да можат да ги присвојат. Испуштија стотици илјади луѓе стечајци. Значи, нашата голгота почнува од 1991 и трае до 2023 година. Ние во Македонија, народот, живееме мизерен живот, додека функционерите позади нас 120 пратеници имаат огромни плати, скоро 2000 евра, тие не име гајле воопшто за нас, за народот. Ние додовме денес да протестираме сиромаштијата и модерното робство. Замислете, према Обединетите нации, 440.000 граѓани во Македонија живеат во екстремна сиромаштија. Тоа е, секој од нив дено живее на еден амерички долар и помалце. Има луѓе и немаат ни толку, се разбира. Да не зборувам за пензионерите. 97.000 пензионери земаат пензија помалце од 12.000 денари. Земјоделската пензија е 9.300. Да не зборувам за луѓето што немаат остварено пензија. Нивната социјала е 2-3-4.000 денари. Никој на со овие пари не може да живее во Македонија. Ова е невидена сиромаштија. И луѓето што работат, минималната плата е 20.000 денари. Кој може да живее со 20.000 денари, а оди на работа 8 часа? Да не зборувам за полицијата. Мизерни плати. Власта не ги интересира луѓето што не бранат секојдневно и што си ја вршат поштено својата работа. Полицаец не смее да биде под 60.000 денари месечна плата и други бенефици што треба да ги имаат. Во полиција владее модерно робство како и во секојдневниот живот. Што ќе кажат некои од командирите, бидејќи се партиски поставени, мора секој да ги слуша. Имаме огромен проблем во здравството. Нашите лекари, медицински сестри, кои што честно и поштено се вршат работата, се најсиромашни во светот и во Европа. Со такви плати не може да го преживеат полу од месецот. Владе е страшна сиромаштија, независно дали работите или не. Каде се професорите, учителите? Во образованието мизерни плати. Еден професор ми вика, ќе одам во пензија, мојата плата е 33.000 денари, а јас работам скоро 40 години. Каква држава креираја овие злосторнички криминални банди од редовите на криминалните партии СДС, ДПМН, ДУИ и нивните шестина полтронски привезоци? Македонија во голема опасност. Младите масовно се иселуваат, ја напуштаат нашата држава.
Повозрастни ľudia, stručni kadri, i tije, po 40, 50, duri 60 godini zamenuvati. Zašto? Zato što vlada je nevidena siromaštija. I kako što kaže, i tije što работат вземат мизерни плати. Цените секојдневно растат. Вртоглаво зборува владата, наводно ќе ги замрзнала цените 10%. Неодредени производи. Pa ľudia ovije ceni ojda preku tavan. Astronomski ceni nije ne možeme povećavati da izdržime i zato demokrati danas se naođat pred Sobranija na Makedonija da im kažat na 120 poltronski pratenici da se borat za dobroto na narod, a ne za nivnite džepovi. Nije kako demokrati seko nedelja skoro izdeguvame i protestirame za različni problemi, zdravstvo, penziji, obrazovanje, infrastruktura, kriminal. Kriminal kako što pred 2-3 nedeli beše i vo Sobranijeto na Makedonija se izglasa zakon, go promenija krivični od zakonik. Zamislite, ako ste vi političar i ste zlostornik, organizirate grupa da okradite narodni od budžet sa milioni i milijardi evra, svega možete da продолжите понатаму да крадете, zato što kaznata beše od 1 do 10 godini zatvorska kazna za organizator od glavni od, a 1 do 5 godini beše za tije učesnici nivni zlostornici. Svega je namalena od 10 na 3 godini. Maksimalna kazna za organizator od novije zlostornički združenja i nije gi vikame demokrati, politički kriminalci, ko što se dnevno ja plačka naša ta ova država. Nema pari sigurno za nikogo, no ima pari za NIF. Pred 5-6 meseci si doneso je zakon, potočno kaženo, Ustavni sud im ovozmoži da im se s golemi platite na funkcionerite u prosek za 78%. Tije ubavo si go. Prime toj zakon, počne nekoj od gradonačelnici, ne znam, nekoj političari, pratenici, pa nije se, a će gi davame razlikatavo platata na nekoj siromašni građani, si pomina se, a site, si inkasirat, vo džep si gi stavat, platite. Ima pari za NIF, a nema pari za penzioneri, policajci, zdravstveni rabotnici, nema pari za obrazovanje, nema pari za infrastruktura, nema pari da se gradat firmi, fabriki. Kako nije, kako demokrati sakame da počneme jedna za sekojaš ova siromaštije, ovaj kriminal što postoji, ovo moderno ropstvo, da ga uništime. A to može da ga napravime jedinstveno ako parite od budžeta od sveka godina milijarde evra se investira u proizvodstveni pogoni, fabriki, se kreirat nove i vrabotovanje su po visoki plati, a ne da se kradat kako dosega što se pravi. Nijedan platenik ne izlegao i da zborova javno, da organizira demonstracije i protesti, kako sakate kažete gi. Važno ti je zema svega super visoki plati, vo sporedba su nas siromašnik. Nije kako demokrati predlagame, jedna za sekogaš. Ekonomijata je na prvo mesto, sakate ili ne, ako nemame vrvna ekonomija, ako ne se gradat fabriki i proizvodstveni pogoni, ako ne se kreirat novi vrabotovanja sa visoki plati, ako nemame podobar standard, seke propadne. Od kada pari za zdravstvo, za obrazovanje, za infrastruktura, za životna sredina? Ne može vo svetot da bidete razvijena
економски моćна država, a da imate skapana ekonomija ako našата. A ušte povажно, не може да бидете функционална држава, држава за народот, за граѓаните, ако на власт секој ден ви се луѓе кои што плачкаат. За жал, некои функционери ојдоа до тому што не водат грижа за никого, немаат хуманост. Некои се за жал и психопати покрај криминалци. Нашата борба ко демократи е да го промениме ова од корен. Затоа ги повикуваме граѓаните на Македонија, независно од вера, нација, религија. Сите добри македонци, честни. Нас ни треба честни македонци, честни албанци, турци, власи, хрвати, бошњаци, роми и други македонски граѓани да ни се придружат во нашата борба. Една за секогаш да ги тргнеме од власт овие злосторници, 120 пратеници, неспособни. Еден ден не излегува стварно да се борат, а брзо носат закони да го променат криминалниот изборен законик. Лесно му е нив, кога нивните плати се покачуваат. Еве еден пример за пратениците. На секој пратеник 120 се неспособни. Им се покачи платата 700 евра. А вие, полиција, не ви покачуваат ни 10.000 денари. Оставени сте на милост на мен, не милост. Нема пари за пензите. Демократи велат, минимална пензија треба да види колку минимална плата. Не можеме ние денес да немаме пари за луѓето со посебни потреби, физичка попреченост, болните, да нема лекови, да немаме болници. Јас морам да ви кажам, познавам многу луѓе инвалиди, физичка попреченост, парализирани, добиваат нега за мобилност 7200 денари. На тие луѓе му треба помош, му треба некој дома да ги гледа. Овие луѓе немаат милост. Владата, Министерството за здравство, ве повикувам, неспособни, ненародни. Вас ви е гајле дека еден човек кој што лежи дома непокретен, само за пелени ќе потроши 7200. Ние како демократи велиме, треба за овие луѓе да се зголемат нивните примања минимум 20.000 денари. Затоа што треба некој да им врши нега. Тие луѓе јадат, тие луѓе трошат пелени и други потреби. Треба да имат колички. Ние што имаме во Македонија? Зверо е на власт. Монструми. Не знам ни веќе како да ги наречам. Запамтите, народе на Македонија. Секој од нас може да биде болен. Што гледате што се случува во онкологија. Монструми, менгелевци, собрани. Му ги крадат лековите на најтешко болните кои што умираат. А за нив му треба најголема нега. Умираат во голема болка. Не им се дават лековите или му дават половично. Им ги препродаваат. Нивните лекови ги продаваат во Косово или на друг црн пазар во светот. Во некој земји. Ние нема ова да го дозволиме ко демократи. Народе на Македонија, без борба нема слобода. Ние сме окупирани. Ние како народ се наоѓаме под модерно робство. Само со борба можеме да излеземе од ова робство. Запамтете ова што демократи денес го кажуваат. Ние знаеме и мораме да успееме да спасиме Македонија и нашиот народ
И ние сме дел од народот, демократи. Формирани од народот, се бориме за доброто на народот. Се бориме за сите граѓани. Не сакаме повеќе во собрание 120 неспособни, а некои од нив се тешки идиоти. Ние да ни бидат повеќе на власт. Не сакаме да имаме влада кој што се грижи само за себе, за своите политички партнери, за своите партии, за нивните фамилии. Нивните деца возат Мерцедес и Поршина, а нашите деца нека бегаат во странство да заработат некој динар. Ова мора да престане. Јас уште еднаш ве повикувам да ни се придружите како демократ, како председател на политичката партија Демократи. Јас Јорго Огненовски, сите ние кои што имаме огромни проблеми, кои што можеме месецот да го поминеме, да ни се придружите, да се ослободиме од ова сиромаштија. Сите идни гласачи, една за секојаш да престанат да гласаат за помалото зло. Постојат, тука сме 5 години, се бориме за подобро утре на сите. Тука се демократи, ќе успееме. Секогаш ние ќе се бориме за доброто на Македонија, за спас на Македонија. Секогаш ќе се бориме за народот, за сиромасите, болните, старите, понижените. Секогаш ќе се бориме за Македонија, да живее Македонија, македонскиот народ и сите други народи и народности. Македонија вечна и вековита.